Уште 8 кола до крајот од втората македонска фудбалска лига, а во игра се уште 24 бодови што ќе понуди неизвестност кога е во прашање директниот опстанок. Вардарски Соусума борец со 10 бодови се во зоната за директно испаѓање и овие две екипи се први кандидати за испаѓање во трета лига. Осово е во бараж зоната за опстанок со 17 бодови на своето конто, а жетварите сакаат директен опстанок бидејќи имаат само 4 бодови од зоната за директен опстанок, каде што е Вардар Неготино, а пак Новаци и Победа го делат и на 10-тото место со по 23 бодови. Овие екипи ќе водат борбата за директен опстанок. Една екипа ќе извиси и ќе мора да игра бараж, но оваа година баражите ќе бидат многу потешки во однос на ланската сезона, бидејќи има многу квалитетни третолигаши. Осогово оди одново на тешко гостување против Арсими, во меч каде трите бодови се од капитална важност и за едните и за другите. Тимот од Кочине ќе бара 3 бодови за опстанок, а пак тимот од Чегране сака 3 бодови за прва лига. Директниот дерби дуел од долниот дел на табелата на Победа и Вардар Неготино, меч кој може да даде јасна слика кога е во прашање директниот опстанок. Триумф за Победа ќе значи речиси сигурен опстанок, а од друга страна триумф му е потребен на Вардар Неготино. Новац ќе оди на тешко гостување во Кумановка и фаворитот Башкими, што за тимот на Дарко Крстевски бод ќе биде позитивен исход. Во следните 3 кола Осово ќе игра против Арсими во гости, дома против Беласици во гости кај Охрид. Екипата на Вардар Неготино во следните 3 кола игра во гости кај Победа, дома против Брегалница, а во гости со Новаци. Тимот на Горан Тодорчев игра 2 клучни надпревари против Победа и Новаци. Екипата на Новаци во следните 3 кола игра против Башкими, против Победа и против Вардар Неготино, а пак Победа игра против Вардар Неготино во гости кај Новаци и против Саса дома. Токму ваквиот распоред во следните 3 кола ќе биде клучен за сите екипи кои се борат за директен опстанок и може на неколку кола до крајот да биде решена ситуацијата кои две екипи испаѓаат, а која екипа ќе игра бараж за опстанок.